Здраво, ова е 316-тото издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Settlers од Фелипе Галвес Хаберле, во кој станува збор за административната експедиција која се одвива во 1893 година во пределот каде Чиле се граничи со Аргентина, каде тројца истражувачи имаат зададена мисија од страна на земјопоседецот на тој реон, Хосе Менендес, да направат безбедна маршрута по која ќе може да се движи добитокот на собственикот на земјата, без да стравува дека ќе биде под закана од домородното население, кои неколку пати му имаат нанесено штета. Затоа ги назначува шкотскиот војник Мекленан, глумен од Марк Стенли, тексашкиот платеник Бил, глумен од Бенџамин Вестфол и еден домородец Сегундо, глумен од Камило Арансибија, кој умее прецизно да нишани и да следи траги, да се упатат до крајот на поседот за да биде зачуван интегритетот на имотот, односно да се отстрани плевелот, што доколку се чита помеѓу редови значи да се елиминира домородното население за да не стравува од постоечки атак. Првиот индикатор на немилосрдие може да го евидентираме во почетните кадри, каде се елиминира човек кој има повредена рака на имотот, без разлика што може да се примени медицинска помош и да се санира повредата, но важно е да се даде екземплар кој ќе изискува покорност од поробеното домородно население од страна на озлогласените колонизатори, да развијат стравопочит, но и да се воспостави тонот на творбата и оваа жолчна секвенција сведочи за безпоштедноста на светот во кој ќе зачекори гледачот на експедитивен начин, осознавајќи што значи да се биде во чевлите на ликовите, особено во поробените. Домородец, тексашанец и Шкот патуваат заедно. Звучи како почеток на невкусен виц, меѓутоа ништо не е хумористично во оваа филмска одисеја, во која налик филмовите Апокалипс Нау на Копола или Зама на Мартел и во поново време исландскиот Godland или Killers of the Flower Moon од Скорсезе, кој ги рецензира во Видеологија, ликови нурнуваат во заскриената и нескротена дивина да се соочат со најмрачните домени на човечката душа. Никулецот на злото постои во секое човечко битие, без разлика на екзистенцијата на ова дело, па грозоморот од прологот дефинитивно нема да биде последниот на кој ќе бидете нем сведок, кој ќе го посматрате. Со самиот факт што се избрани три лика од различно потекло и животно искуство да го предводат странствувањето во делото, неизбежни се нивните спротивставувачки светогледи, кои непобитно е дека ќе бидат во константна колизија, бидејќи те се некадарот во кој престојуваат, без разлика на тоа што се поставени насреде отворена пустелија. На почетокот на творбата фокализацијата е сродна со погледот на домородецот, кој се порамнува со призмата низ која може да продре гледачот во делото, но токму во тој лик таа постојана изложеност на насилството под присила ќе го провоцира да му даде предимство на ѕверството, станувајќи аналоген на неговите поробувачи. Врвен антагонист станува британскиот војник кој континуирано се прокламира дека поседува повисок ранг во армијата за да наметне сервилност од подредените, меѓутоа кога ќе биде обелоденета вистината ќе согледаме дека тој не е ништо повеќе од војник која злоупотребува дадената моќ, кршејќи го моралниот компас и вредносните димензии, занемарувајќи основни човечки нормативи, вршејќи геноцид. Колку и да ми е неверно тоа што ќе го кажам, но селанецот од Тексас претендира да поседува некаков грам емпатија и ќе му пркоси на Шкотот, особено откако ќе дознае за неговиот лажен воен чин, евидентно станува дека неговото пркосење ќе биде препрека во извршувањето на несветата дејност на британскиот војник, па затоа едновремено ладнокрвно е елиминиран и додаден на цифрата на жртви на масакрот. Таму каде мирот е дискутабилен, се раѓаат крволочни убици кои ќе изградат своји империи на страдање. Силувањето и убивањето се појавности кои стануваат неодминливи орудија со кои се послужуваат ликовите на мисија, па колку и да се деперсонализираат како човечки битија, особено домородецот, тие нема да потклекнат на предизвикот да се претворат во монструми, воочиво во мигот кога принуден домородецот под пресија да стане силувач, а тој ќе се декларира како убиец, за да нема сведоци на семето на злото кое го сеат каде и да стапнат. Покрај суетните и нарцисоидни протагонисти склони на садистички ѕверства, преживува еден силен женски лик кој, кога ќе погледне во очите на Сегундо, ќе го препознае невиниот човек кој е затекнат и вовлечен во оваа убиствена мисија, која го престорила во злосторник.
Убеден сум дека при покажување на најмало противречење на командантот би му бил свирнат куршум помеѓу ушите. Нема да направите грешка доколку филмот го вброите во топосот на модерни вестерн филмови, од кои се двои поради суровиот пристап на прикажување на нанесената неправда на инфериорното домородно население од страна на колонизаторите, кои го потврдуваат правилото дека квалитетниот периодичен филм треба да говори за некоја актуелна горлива тема, како што е расизмот и класизмот, кои се во екот во капитализмот. Денес подготвени сме да го изедеме конјот, не за да преживееме кога сме доведени во ќорсокак, туку затоа што е тренди и сите би го правеле тоа. Во фотографијата на Симоне Дарканджело доминираат ладни бои, конкретно пейзажите се потопени во едно инертно синило, кое како вел ги прекрива реките од крв кои зад себе ги простираат злосторникот со црвената униформа и свитата во своето патешествие, кое е аналогно на еден друг филм кој го има снимено Симеоне, односно италијанскиот периодичен рурален The Tale of King Crab, поради кој можеби е ангажиран од страна на режисерот, не знам, но очигледно дека има дистинктивна визија на безнадежност во која сака да го погребе делото. Снима со Сони Венис и Сайс Лејки, но кадрира во еден атипичен 1:50 наспроти 1 аспект, кој крати во должина и дава во висина, што е впечатлив избор затоа што еден вестерн, например, би ја експлоатирал преријата и би се снимал во широк аспект, но тука Симеоне кадрира во вертикала за да може да ги опфати целосно јавачите заедно со нивните коњи. Монтажерот на култниот Son of Shoal, Метју Тапониер, прави едно концизно течение на злокобната авантура, каде насилството е одсечено, за да се долови Хенекеевиот шокантен чин, комплетирајќи и тоа како гледливо време траење за задржување на вниманието. Меѓутоа, штом се спознаете со ликовите и се вгнездите во светот, барем ја состанав со жет да погледнам уште постојки од патот на уништувањето, не баре засечен е приказот со скокот во време. Тоа не значи дека филмот ја губи компактноста, туку јас сметнам дека треба режисерот да го прифати предизвикот на екранизирање на поголем дел од геноцидот, иако и од прикажаното лесно се воочува за какви небитија станува збор. Во музиката од композиторот Хери Алуш може да се установи диференцијација во поделбата на филмот, каде за време на походот се става акцентот на воинствениот перкашен, со кој се засилуваат зверствата, а во вториот дел од филмот кога се евидентира на хартија злоделата, за да има историјата покритие за нив, може да го наслушнеме тој неизречлив јадеж кој го прогонува Сегундо со минимализирано присуство на музиката во транзиционите сцени и од неговото сведоштво како евокативен ехот на прокобата. Го преслушал Алуше Чичко Мориконе, не грижете се, особено од неговата прва авангардна фаза во творештвото. За чилијанскиот режисер Фелипе Галвес Хаберле не сум имал можност во овие 7 сезони на видеологија да ви говорам, со оглед на тоа што ова е неговиот прв долгометражен игран филм, иако во рамките на филмската индустрија има голем број на ангажмани како монтажер на чилијански филмови. Режисерската кариера ја започна со краткиот Силенцио en la Sala од 2009 година, снимен со изобилие на фиксирани кадри, со иземен диалог, следејќи го секојдневието на едно самотно момче, од кое не се одлепува камерата, со кој победува на фестивалот во Буенос Ајрес. 2 години подоцна го снима краткиот Јоде Акуи те Естои Мирандо, односно секоја ќе те гледам од тука, краток игран филм во кој ловец и девојка пресретнуваме на напуштен базен, каде девојката сака да биде одведена на местото каде се има обесено сестрата на мајката на момчето, каде ја искажува незината фатална согледба, филм со иритантен паун во дизајнот на звук кој придонесува на тензијата на делото, во кое наглиот приказ на насилството го практикува режисерот. Во 2018 година го снима краткиот Рапас, уште еден филм каде насилството е предмет, но овој пат има централен лик во вертикален филм, кој е заложник од разбеснета толпа, од која дел сака да го линчува, а дел смета дека заслужува фер судење за кражбата на мобилниот телефон, каде може да го забележиме актерот Бенџамин Вестфал од The Settlers во функција на наблюдувач на поделбата на толпата, кој мора да заземе страна на расправијата за животот на распнатиот, прикажан на неделата на критичарите на Канскиот филмски фестивал. Од претходните остварувања можеме да сумираме дека Фелипе
дозволува ликовите да станат заробеници на фиксираните кадри, да го долови наглото пламнување на насилството во кадар и да отвори дебата за реваншизмот и оправданоста на иницираното зло од човекот која се потпира на прималните нагони, занемарувајќи ги законите на кои сме се договориле да го бранат човечкиот интегритет, што во ера на беззаконие, каде колонизаторите го имаат првиот и последниот збор, во неговиот последен филм се разбира дека е моќ која ќе биде злоупотребена за свој бенефит или за задоволување на суета во најмала рака. Се сомневам дека има доза на автоцензура во The Settlers, подигната рачна сопирачка во мигот кога сведочиме на бруталноста на колонизаторскиот подвиг, која Филипе е способен да ја доведе до екстреми, но носи одлука да пресече таму каде ќе преживее еден извршител кој мора да ја носи невидливата тегоба на својот грб со убивање на припадниците од неговата заедница. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал во категоријата Uncertain Regard, каде ја доби наградата од жирито од Фипресци, а потоа беше прикажан на фестивалите во Минхен, Торонто, Палм Спрингс, Токио, Њу Йорк, EFI, Рейкјавик, BFI, Солун, Стокхолм, Тајпеј, Торино, Сао Пауло, беше дистрибуиран од компанијата MK2, која е синоним за квалитетни филмови, завршувајќи на платформата на Mubi, додека не му дојде време да го отстранат од таму со некој друг занемарлив помпезен фестивалски наслов. Се разбира дека стана представник на Чиле за интернационален Оскар, но за жал не успеа да дојде до декемвриската листа, односно до номинација. Филм за зверствата кој е способен да ги изврши човекот, која злоупотребува позицијата на моќ само за дадена страна на колонизаторот, кој дури од поробеникот умее да создаде машина за убивање, која на своја совест ќе ги носи жртвите од сопствената заедница. Не му треба изговор на човекот да биде злобник, особено доколку нема кој да го санкционира, штом го скрши моралниот компас. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Settlers од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 316-тото издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!